Се наоѓаме во еден прекрасен објект кој што кавадарци, Тиквешкиот регион веќе го имаат, е репрезентативен и представува се она што е минато на овој тиквешки крај, тоа е производството на грозје, вино и ракија, секако и производи од грозје. Директорката на Винскиот музеј, Весела Честоева, ќе не запознае со сите оние активности кои што се реализирани од отворањето на овој објект, бројот на посетители, што се ова значи за Тиквешкиот вински регион, би рекол, и колку посетителите се задоволни, ќе слушнеме во наредните минути. Благодарам. Дозволете ми најнапред да споменам дека регионалниот вински музеј е капитален проект на општина Кавадарци, кој што започна со адаптација и реконструкција во 2019 година и е дел од изборната програма на градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Финансиската конструкција на самиот објект изнесува близу 9 милиони денари, од кои општина Кавадарци учествуваше со 3 милиони и 100 илјади денари, додека останатите средства во висина од 5 милиони и 800 беа обезбедени преку Бирото за регионален развој и Центарот за развој Вардарско-планскиот регион. Морам да напоменам дека на оваа сума која што изнесува близу 9 милиони денари, дополнително општина Кавадарци учествуваше уште со 2 милиона денари, кои што беа во делот на интериерното уредување на самиот објект, односно на партерното уредување и на внатрешното уредување на самиот музеј. Музејот како музеј започна со работа минатата година, поточно на 7 септември, кога всушност се и навршија 76 години од ослободувањето на градот Кавадарци и кога впрочем е и познатата манифестација Тиквешки гроздобер. За жал оваа година поради пандемијата настанот беше одбележан согласно протоколите кои што важат на територијата на целата држава и музејот беше отворен за посетителите. Навистина можам да кажам дека музејот како музеј даде една нова културна вредност на паркот кој што представува еден од најубавите паркови во нашата држава и дополнително го збогати културниот живот на самите посетители, не зборам само за жителите на општина на Кавадарци, туку малце и пошироко, бидејќи како што споменав на почетокот, музејот е регионален музеј во Тиквешкиот регион и обединува повеќе општини кои што учествуваат и партиципираат и во откупот на предмети и во предметите кои што ги носат во самиот музеј, така да навистина во овој изминат период веќе од 6 месеци можам слободно да констатирам дека музејот и текако ги оправда целите за неговото постоење. Претходно знаеме дека овој објект беше винска куќа, кој што исто така беше проект на општина Кавадарци и мислам дека беше преку гранична соработка средства обезбедени, но со текот на времето беше запуштен и затоа би сакала уште еднаш да констатирам дека навистина со ревитализацијата, односно со реконструкцијата на овој објект се создаде едно капче, еден музеј кој што дополнително ја збогати, како што споменав, културната содржина во овој дел од градот. На 100 метри квадратни во самата музејска збирка се изложени некаде околу 50 предмети, кои што потекнуваат од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Што ни е целта? Целта ни е преку хронолошки пат да можеме да го доближиме богатото културно наследство во делот на лозарството и винарството, бидејќи се надевам дека сите ќе се согласиме дека како стопанска дејност Кавадарци навистина треба да има еден таков објект, бидејќи лозарството и винарството се доста застапени во овој Тиквешки регион. Предметите кои што се изложени во самата музејска поставка се обезбедени дел по пат на откуп,
дел по пат на донација. И навистина во оваа прилика би сакала да искажам една јавна благодарност до граѓаните на општина Кавадарци, на Тиквешијата, бидејќи се одзваа на јавниот повик, кој што ние како музеј го испративме неколку пати и преку вашиот медиум, за да можат да ги донираат овие предмети кои што нели ќе останат на некој начин сведоштво за тоа како низ историјата се негувало нели и се обработувала земјата, односно како напредувало лозарството и винарството. Објектот навистина недостасуваше на општина Кавадарци бидејќи хронолошки уште од времето на антиката, ние археолозите, па и поголем дел од граѓаните знаат дека на познатите археолошки наоѓалишта во општина Кавадарци има доста артефакти и предмети кои што зборат за тој континуитет за развојот на лозарството и винарството, како што се нели познатите камени корита кои што ние археолозите ги откриваме на археолошките наоѓалишта, а навистина такви има многу и на археолошкиот локалитет Раец, и на археолошкиот локалитет Ума, Белград, Еударист, така да вотивните плочи кои што исто така се најдени на овие археолошки локалитети, а на кои што се гледа славењето на богот Дионис преку познатите игри наречени баханалии, сакавме да направиме и во тоа успеавме една хронологија за тоа дека лозарството потекнува уште од античкиот период. Инаку најстар предмет кој што се наоѓа во регионалниот вински музеј е така наречениот ебилиоскоп, кој што потекнува од 1534 година и кој што ние за среќа го имаме во самиот музеј, кој што поттикнува многу внимание, многу љубопитност, бидејќи е еден од најстарите предмети на Балканот. Овој ебилиоскоп, морам да се заблагодарам, е дониран од страна на собствениците на првата приватна винарска визба Тиквеш, што е фамилијата Велкови, кои впрочем и поголемиот дел на музејски предмети кои што се изложени во музејот се токму од нивна страна. Значи ние можеме да кажеме дека располагаме со првите печати од првата винарска визба, неколку предмети кои што исто така потекнуваат од овој период, мерачи за шеќерноста на виното, за шеќерноста на ракија, макази, значи ножици од тоа време, маштрабата исто така ја имаме овде. Битно е да истакнам дека оваа винарска визба значи почнува со работа далечната 1876 година и токму сите овие предмети кои што сега се сведоштво на некој начин во овој вински музеј зборуваат за тој континуитет кој што го споменав на почетокот, односно за историјата и хронологијата на сите овие предмети кои што за нас представуваат богато нели културно наследство. Останатите предмети исто така кои што музејот ги има прибавено се по пат на откуп, по пат на донација. Можам да ја истакнам и да се заблагодарам исто така на поддршката на музеј галеријата од Кавадарци, со која што имаме прекрасна соработка, кои што исто така беа дел од иницијативата кога започнавме да го правиме овој музеј, и дел и од нивните предмети сега се овде изложени, бидејќи овој е така наречен специјализиран вински музеј и во самиот музеј, значи, освен овие предмети кои што се поврзани со производство на вино и ракија, немаме други предмети. Значи, затоа и го нарекуваме специјализиран вински музеј, бидејќи сите предмети се поврзани на некој начин со производство на вино и ракија. Тука имаме казан, кој што потекнува исто така од 1926 година, мулјач исто од тој период, значи сите производи кои што на некој начин биле поврзани со производство разни буриња, тава за маџун, аранија, можам да истакнам, имаме и ткаени предмети како што е оваа алија позади мене која што исто така е од овој период. И не застануваме тука, продолжуваме и понатаму, значи отворени сме за соработка и целта ни е нели да ја збогатиме музејската поставка за да можеме да бидеме не само према посетителите, него да можеме да бидеме
тие кои што ќе го згрижат сето тоа, да не го оставиме на забот на времето, бидејќи наредните генерации да можат да го видат тоа, бидејќи и во нивните наставни содржини они се запознаваат со тој дел, но вака ќе можат нели и да го видат. Во делот на посетеноста можам исто така со задоволство да констатирам дека во изминатиот период навистина музеот го посетија доста луѓе, иако е време на пандемија. Зборувам за индивидуални посети, бидејќи согласно протоколите ние сме затворени за групни посети. Но во делот на индивидуалните посети, да речеме, водиме статистика за секој месец. До сега музеот го посетија над 1500 граѓани. И не само од кавадарци, него доста заинтересирани имаме и од страна, еве конкретно претходниот месец, што навистина така пријатно ни изненади, беа група на сомелиери од Америка и исто така беше доктор по медицина од Харвард универзитетот кој слушнал за Винскиот музеј преку агенција, туристичка агенција од Охрид, значи дојде го посети музеот и навистина беше импресиониран од самите предмети, но исто така и од тоа дека ние освен презентирањето на богатото културно наследство имаме и комерцијален дел за кој што сега би сакала исто така да спомнам. Во музеот на 100 метри квадратни, значи освен културното наследство кое што е впрочем дел од основната дејност на музеот, имаме и комерцијален дел во кој што сакавме да ги изложиме сите винарски визби, да го презентираме нивното вино, нивните производи, се со цел да дојде до еден развој на тој вински туризам во Кавадарци. И би сакала да истакнам дека моментално во музеот се изложени вина и производи нивни од најпознатите винарски визби од Кавадарци и не само од Кавадарци, него и од соседните општини. Би сакала да набројам нешто, тука е винарската визба Тиквеш, винарската визба Гоце Делчев, Сопот винарија, од неодамна присутни во музеот е и винарската визба Стоби од Градско, од пред неколку дена исто така и винарската визба Бовин од Неготино. Со сите тие винарски визби ние имаме склучено договор за соработка каде што нели ги уредуваме односите во тој дел, бидејќи од кога ќе заврши нели ова пандемиско лудило, ние продолжуваме да работиме со полн капацитет во делот на организација на дегустации, промоции, исто така и продажба на вино. Да не ги заборавам и малите семејни винари кои што се изложени во самиот музеј. Склучивме соработка со двете здруженија на територија на општина Кавадарци, тоа е здружението Тиквешки семејни винари и здружението Винотек, со кои што успеавме минатата година во ноември и декември месец да организираме и 2 фестивали на младо вино. Пак ќе спомнам нели согласно протоколите и навистина одзивот беше добар, вината се промовира, така да нашата основна дејност покрај музејската е и презентација и популаризација на винскиот туризам, се со цел да може да дојде до еден фидбек со самите посетители и да ова катче и ова место биде една задолжителна дестинација на секој добронамерник кој ќе го посети музеот. Освен овие активности кои што ги споменав, значи минатата година, еден од позначајните настани кои што се случи оваа година беше и одбележувањето на манифестацијата Свети Трифун, кој што секоја година знаеме дека општина Кавадарци го реализира со богата културна програма, но оваа година повторно нели заради пандемијата централниот настан се случи во Винскиот музеј и по повод овој празник регионалниот Вински музеј издаде каталог водични из музеот, двојазичен, на 40 страни, се со цел да го доближи музеот до сите граѓани кои што ќе можат и поодблизу да се запознаат со содржината на самиот Вински музеј, а исто така промовиравме и CD, кое што го нарековме од зрно грозје до чаша вино,
се со цел да го прикажеме начинот и производството на преработка на вино и ракија, нели од почетокот, од кинењето на првиот грозд па до последната фаза, нели, на виното. Промоцијата исто така ја направивме на самиот ден Свети Трифун, како дел од активностите, нели, на самиот музеј.
Музеот континуирано е посетен, бидејќи, како што спомнав, сега идат и добри времиња, паркот е полн, се надеваме дека и пандемијата, вирусот ќе намали за да можеме да почнеме да работиме она што се вели со полн капацитет. И уште еднаш би искористила оваа прилика да споменам дека навистина оваа културна содржина недостасуваше на градот Кавадарци и да упатам една благодарност до градоначалникот, до Советот на општина Кавадарци, кои што го зацртаа тој дел, како што го ветија, така и го реализираа. Директорке, кажавте дека имате поддршка, имате соработка со општината, со градоначалникот, со Советот. Колку финансиски сте моќни да обезбедувате и други предмети кои што би се појавиле од страна на граѓаните, да бидат дел од музејските експонати овдека во овој вински музеј, и се надевате ли дека овој објект ќе говори за традицијата уште многу долги години за овој регион? Јас исто така би сакала да ја информирам јавноста дека ние како културна музејска институција, средствата во делот на откупот на предмети ги исто така прибавуваме врз основа на конкурси, врз основа на конкурсот кој што Министерството за култура секоја година го објавува. Минатата година успеавме да добиеме проект во висина од 200.000 денари, токму за таа намена, за откуп на музејски предмети. Врз основа на проектот ентериерно уредување на музејска поставка, бидејќи тоа беше во почетокот кога всушност и почна да се работи на музејската поставка, и дел од финансиските средства исто така се обезбедени од страна на Министерството за култура врз основа на проект финансирани преку програмата за национален интерес за културата, а исто така морам да истакнам дека најголем дел од средствата се обезбедени од страна на општината преку донациите кои што општината, односно субвенциите кои што општината ги насочува во делот на културата, поточно во делот на развојот на музејската дејност, преку програмата за развој на музејската дејност. Голем дел од предметите, исто така морам да истакнам дека самите граѓани и ги донираат на музеот, бидејќи сакаат на некој начин да бидат дел, односно учесници во самата музејска збирка, и не да се надевам, него сум убедена во тоа дека овој музеј навистина ќе зборува и во наредните години и ќе биде репрезент на музејската дејност во делот на винарството и лозарството на територија на општина Кавадарци и пошироко во целиот регион Тиквеш. Ќе ве прашам уште тоа, колку младите од овој крај се посетители на овој музеј и колку со внимание сакаат да се запознаат со минатото на крајот во кој што живеат? Во овој изминат период посетеноста на младите е доста голема, но како што спомнав и на почетокот, значи не станува збор за организирана посета. Организирана посета имавме само врз основа на соработката со земјоделско-шумарското училиште, бидејќи они се најмногу засегнати во тој дел. И таа соработка ќе ја продолжиме, нели, понатака, додека останатиот дел од младите кои што навистина се интересираат за тоа, зборуваат и впечатоците кои што секојдневно ги оставаат во книгата за впечатоци, бидејќи голем дел од младите и на некој начин не биле во можност да се запознаат со таа дејност. Знаеме денес каков живот живеат младите, брз, динамичен, компјутер, информатика, така да некои се зачудени, да речеме, од тоа конкретно еве за некои предмети. Имаме доста предмети во делот и на заштитата на виновата лоза, како што се, нели, сумпуриците. Голем дел од младите немаат видено таков предмет и зашто служел тој предмет. Па да речеме некаде како они го имаат тоа како поим, тука веќе се оние прскалици грбни со кои што почнува, нели, да се прска виновата лоза. Сумпурицата иде како предмет кој што е уште пред грбната пумпа, така да има предмети кои што навистина и младите сега за прв пат се запознаваат, а тоа можат да го видат само тука. Заборавив да споменам дека во самата музејска поставка е изложен еден фрижидер,
кој што потекнува исто така од почетокот на 20 век, некаде 1924-26 година, кој што изгледа како фрижидер, а всушност ако не му посочиш на младиот човек дека станува збор за фрижидер, не може да свати дека уште во тоа време пијалокот, виното и ракијата можеле да се ладат преку овој предмет фрижидер, кој што ние им објаснуваме дека во тој период постоела Мечкина дупка, односно местност така и липите од каде што нели се носело мразот и така успевало нели да се лади виното и ракијата уште на почетокот на 20 век. Навистина младите има што да видат и еве јас оваа прилика ја користам и да ги поканам да дојдат. Ние работиме значи секој ден од 9 до 15 часот, вклучувајќи и сабота и недела, бидејќи тогаш паркот и најмногу е полн со посетители. Сакавме да излеземе во пресрет на граѓаните и од тие причини музеот го отворивме и за време на викенд. Еве ја користам оваа прилика да ги поканам сите добронамерници, млади, пензионери, стари да го посетат Винскиот музеј и да можат одблизу да се запознаат со како материјалната култура, така и со онај комерцијален дел кој што го велам, со делот на производите на винарските визби. Да не заборавам, на крајот ние имаме и библиотека во самиот музеј, каде што може да се прочита доста информативни содржини во тој дел, во делот на развојот на винарството и лозарството, нели од почетокот пак до денес, така да вратите се отворени на музеот и ние ги очекуваме граѓаните. Директорке, што се плановите на Винскиот музеј за оваа година? Значи, ние доставивме програма за работа за 2021 година до општина Кавадарци и конкуриравме уште со неколку проекти до Министерството за култура. Би сакала да истакнам дека во годишниот финансов план за работа за 2021 година од страна на локалната самоуправа се обезбедени финансиски средства за реконструкција и адаптација на канцелариските простории и санитарниот дел, бидејќи овој дел изостана со реконструкцијата на објектот, така да оваа година ќе го заокружиме и тој дел и музеот ќе се здобие уште со 2 канцеларии, нели за административниот дел, каде што ќе се подобрат нели условите за работа кои што впрочем во овој изминат период недостасуваа во самиот објект, бидејќи само изложбениот дел беше готов, така да голема благодарност до Советот на општина Кавадарци, до советниците и се разбира до градоначалникот и за оваа финансиска субвенција со која што ќе се дореализира овој капитален објект и ќе биде нели во функција како што е редот. Благодарам. Благодарам.